Републиканците во Представничкиот дом на САД синоќ гласаа за импичмент на секретарот за внатрешна безбедност Алехандро Мајоркас. Во живо во дневникот го вклучуваме Мартин Николовски од Гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, која е причината за разрешувањето на Мајоркас? Кате, добро вечер од Вашингтон. Представничкиот дом со исклучително тесна разлика од 214 гласови за наспроти 213 против, гласаше за отповикување на секретарот за внатрешна безбедност Алехандро Мајоркас, прв секретар на владата кој е отповикан во речиси 150 години. Ова е второ гласање за отповикување на Мајоркас по минатонеделниот неуспешен обид на републиканците. Комисијата за домашна безбедност тврдеше дека тој намерно и систематски одбивал да ги спроведе постојните закони за имиграција и дека ја подкопал довербата на јавноста, лажејќи го Конгресот со тврдењата дека границата е безбедна. Председателот Џо Бајден од повикувањето го нарече чин на неуставна партизација против чесен јавен службеник со цел да си играат ситни политички игри. Инаку, Кате, Мајоркас не е единствениот функционер во администрацијата на Бајден што републиканците во представничкиот дом сакаат да го отповикаат. Тие поднесоа легислатива за отповикување на долга листа, вклучувајќи ја под председателката Камала Харис, јавниот обвинител Мерик Гарланд, директорот на FBI Кристофер Реј и секретарот за одбрана Лојд Остин. Мартин, кои се следните чекори по импичментот на Мајоркас? Кате, секретарот нема веднаш да биде сменет од функцијата и покрај тоа што е отповикан. Импичментот е само првиот чекор за негова смена и сега на потек е Сенатот, кој единствено може да пресуди по вакво барање. Малку е веројатно дека Мајоркас ќе биде отповикан од Сенатот, затоа што мнозинството во Сенатот е на демократите. За негова смена ќе биде потребно двотретинско мнозинство или 67 сенатори за да го осудат и отстранат од функцијата. Кате, интересно е како историски факт дека единственото отповикување на секретар во Соединетите Американски држави се случило пред 150 години, кога домот под контрола на демократите го отповика Вилијам Белкнап, обвинувајќи го за криминално непочитување на неговата должност како воен секретар и неморално однесување додека бил на висока функција, подлегнувајќи на страст за приватна корист. Сенатот ја отфрлил одбраната на Белкнап, кој тврдел дека не може да биде отповикан, зашто веќе си поднел оставка. Студио? Ти благодарам. Мартин Николовски се јави од Вашингтон.